Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на најпозитивното и најколоритното радио во Македонија, Радио Слободна Македонија. Добродојдовте во уште една емисија Поента, која се емитува секој вторник во редовниот термин од 17 до 18 часот. Денес е 29 март 2016 година и останете со уште една емисија Поента со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска во својство на уредник и водител на истата. Во денешната емисија акцентот на анализата ќе биде ставен на вчерашната нова или втора поред пресконференција, што се одржа во просториите на специјалното јавно обвинителство. И единствениот, би рекла, масовно споделениот впечаток од таа вчерашна пресконференција е дека навистина ова обвинителство се наоѓа во еден ќорсокак кога станува збор за правната примена на законите и на сите оние прописи за кои што тие се должни да ги почитуваат во конкретни случаи, односно се работи за отварање на конкретни случаи во кои што тие претежно акцентот го ставаат на називите, како ќе се нарече случајот дали Титаник или тортура, а без притоа да водат сметка на правната издржаност на случаите кои што тие ги започнуваат. Се нормално во функција да се обработи или да се одработи онаа цел за која што тие всушности постојат. И она што е генерален впечаток од вчерашната пресконференција е дека специјалната обвинителка на вчерашно одржаната пресконференција, меѓутоа и вчерашно одржаниот говор, буквално имам чувство дека се правдаше пред македонската јавност колку таа ги познава меѓународните принципите на меѓународното право и колку е добар познавач на европските документи за заштита на човековите слободи и права. Во целата таа академска дебата или академска ораторска 15-минутна беседа која што ја имаше специјалната јавна обвинителка, се чини дека не ја оствари главната поента или не ја постигна главната цел, така што имам чувство дека оваа господја заедно со незиниот тим, она што го прават е некако се залудно и напразно, од едноставна причина, затоа што сите случаи кои што ги покренуваат во јавноста се или 80% покриени со докази, што е смешно за сите оние што се добри познавачи на правото, бидејќи постапката истражна, меѓутоа и самото обвинение не може да биде 80% издржано, туку мора да биде 100% издржано и исто така некогаш запаѓаат во одредена правна небулоза, затоа што наместо да се сконцентрираат и да ја сконцентрираат својата енергија на она за што се формирани, а тоа е да ги утврдуваат сите оние прашања поврзани со незаконски прислушуваните материјали, тие се занимаваат со теми кои што беа пред 4 години актуелни и со прашања кои што воопшто не се во нивна надлежност. Меѓутоа, мнозинството од македонски граѓани веќе одамна ја има демаскирано работата на специјалното јавно обвинителство и токму затоа за мнозинството граѓани Јанева и специјалното јавно обвинителство се само една обична продолжена рака на СДСМ и на Зоран Заев, која нормално треба да му одработи на Заев она што тој самиот не може да си го одработи, со оглед на фактот дека оваа политичка партија ниту имала во минатото, ниту денеска има реална издржана политичка програма врз основа на која што може политички конкурентно да се спротивстави на ВМРО ДПМН. Јас велам дека ова е само почеток. Вчерашната пресконференција е само почеток на она што следи до изборите, а секако и после изборите. Факт е дека
сите овие пресконференции, сите покренување на случаи ќе одат во насока на целосна дискредитација на високите функционери на ВМРО ДПМНЕ, се со цел нормално да ги дисквалификуваат овие партиски личности пред самиот изборен надпревар, односно основната идејна конструкција, би рекла, на овие случаи е да се оцрнуваат овие партиски личности, се со цел јавноста да стекне поинаков печаток од оној кој што го имаат за нив и едноставно да се прикажат во едно поинакво светло кое што апсолутно не одговара на нивните личности. Токму затоа во периодот очекувам зголемена активност на специјалното јавно обвинителство во насока на поведување на поголем број истражни постапки, речиси за сите највлијателни политички функционери на ВМРО ДПМНЕ, преку кои фактички специјалното јавно обвинителство ќе биде ставено во акција да му го одработат на заев политичкиот терен, односно да му го покријат срамот дека оваа политичка партија фактички 2 месеца пред избори практично нема ништо конкретно, односно нема никаква програма и нема никакви идејни решенија кои што може да ги понудат пред граѓаните за решавање секако на нивните проблеми. Постојано ќе бидеме информирани и вие нормално преку ова моја емисија ќе бидеме информирани за тоа што ќе се случува во оваа така наречена политичко-правна игра која што ја води специјалното јавно обвинителство. Интересно ќе биде како специјалните обвинителки ќе го правно аргументираат секој покренат случај и секоја покрената истражна постапка, бидејќи не е само работата во тоа да покренете истражна постапка, работата е колку таа истражна постапка навистина ви се базира на правни аргументи, на основани правни докази, врз основа на кои вие ќе може да ја водите целата таа постапка и нормално врз основа на тие правни докази да покренете соодветни обвинителни акти. Она што посебно остава впечаток кај посебно двете специјални обвинителки кои што главно се фокусирани на објаснување на случаите кои што ги подготвува специјалното јавно обвинителство е една посебна невидена досега театралност и подготвен, навежбан драмски настап. Меѓутоа, сигурно и вие приметувате дека се работи за обвинители кои што особено го имаат навежбано драматичниот вокабулар со кој треба да се влијае врз граѓаните и со тој драматичен вокабулар треба да се зголеми убедителната моќ на специјалните обвинителки пред граѓаните, дека нели нешто сензационално откриле, дека кај да ќе ги приведат сите во ВМРО ДПМНЕ, а всушност тој драматичен вокабулар и тој драматичен настап е само обично маскирање или прикривање на тоа, на празните случаи кои што ги отвараат, односно може да се види дека тие се замена на суштината на работата на специјалното јавно обвинителство, а суштината на работата на јавното обвинителство е, повторно ќе кажам, поведување на истражни постапки кои што се правно издржани и аргументирани 100% во секој конкретен случај. Од она што досега пласира како случај, можеме да извлечеме еден заеднички заклучок, дека сензационално откритие не постои, дека правно издржани факти и правно издржани докази врз кои што ги темелат своите истражни постапки исто така нема. И ако се погледне подлабоко и правно во овие случаи, всушност ќе се види дека практично специјалните јавни обвинителки досега не откриле ништо, а еве работат веќе 5 месеци и дека нивните предмети јас би ги оквалификувала како обичен збир на хартии без никаква правна тежина. Во неколку наврати досега сум кажала дека специјалното јавно обвинителство е практично последната надеж на Зоран Заев, но и на дел од меѓународниот фактор кој очигледно навива или очигледно старателски е поставен во однос на овој орган за некаква, ако е можно, мирна промена на власта и доаѓање на власт на нивниот миленик во наводници.
Во периодов што следи, повторно ќе кажам, ќе се изнаслушаме еден цел куп монтирани политички случаи, што правно се мртви и пред да се појават на пресконференција, но очигледно е дека се работи за форсирање на овој влог, бидејќи овој влог е единствената можна опција на Зоран Заев да дојде на власт, би рекла, практично со обработено сценарио од некој друг. Без притоа Заев да се помачи ни малку за тоа да ги слушне проблемите на граѓаните и сериозно да се зафати со креирање на решенија и со понуда на решенија кои што практично ќе одат во функција или во интерес на македонските граѓани. Но затоа специјалното јавно обвинителство очигледно работи на сценариото и малтене се вклопува како соучесник во тој план или мастер план за уништување на ВМРО ДПМНЕ, преку кое што уништување се смета или сметаат во СДСМ и во други кругови дека ќе се стави крај на македонската држава во оваа форма каква што ја живееме денес и секако дека ќе се промени она што всушност ни е најдрагоцено и за кое што најмногу се бориме, уставното име на Република Македонија, од она што е денес во некое сосема друго име, какво што би рекла никој не сака да го прифати. И од тука, се додека специјалното јавно обвинителство работи на начин на кој што работи, Зоран Заев има простор да се надева за некаков политички присврт. Се додека специјалното јавно обвинителство е ставено во некаква хиперкондиција за испорачување на истражни постапки, посебно ако тие испорачаат и некакви обвиненија, па и притвори да ако им се успешни и така натаму, Заев ќе може да смета дека ВМРО ДПМНЕ ќе доживее некакво паѓање на рейтингот на сметка на зголемување на неговиот рейтинг меѓу граѓаните. И она на што се надева лидерот на СДСМ е дека фактички преку паѓање на рейтингот на ВМРО ДПМНЕ се прави и притисок врз граѓаните да попуштат пред притисокот кој што е очигледно сконцентриран врз нив. И на тој начин фактички Зоран Заев очекува или се надева да дојде на премиерската позиција. Зоран Заев ќе ги одложува изборите до недоглед, се додека не види дека преку избори е можно негово устоличување на власта, се додека тој не е сигурен дека го има придобиено гласачкото тело, иако тој самиот е длабоко свесен дека практично во овој момент, па и во, ако сакате, во период од неколку месеци, тоа е невозможна мисија, дека се ова што се прави е невозможна мисија, затоа што граѓаните едноставно никогаш во историјата на македонската самостојна држава не гласале за рушители на државата, туку гласале за градители или барем за оние кои што се представиле како градители на државата. Од тука граѓаните никогаш не гласале за слободен влез на подземјето во политиката, туку секогаш гласали се надевале на конкретни, одговорни, сериозни политички личности што работат исклучиво во интерес на граѓаните и заради заштита на македонската држава. Па од таму обидот на специјалното јавно обвинителство за дискредитирање и уривање на ВМРО ДПМНЕ по моја проценка ќе биде јалов и без никаков политички ефект, посебно ако сакате и краткорочно, меѓутоа и среднорочно, затоа што едноставно граѓаните секогаш ги казнуваат сите оние деструктивни ликови кои работат работа која што не им е дадена или за која што немаат аманет од граѓаните. Така што во цела во оваа приказна мислам дека најголем губитник ќе биде Заев и СДСМ и едноставно се во ова би рекла ќе спласне како воопшто идеја и како воопшто опозицијско сценарио веднаш по одржувањето на изборите на 5 јуни, бидејќи веднаш ќе се види на која страна е македонското мнозинство, односно што македонското мнозинство почитува, цени, што сака да види од македонските политичари, а што казнува како чиста деструкција и како негативни ликови на политичката сцена. Меѓутоа реков дека специјалното јавно обвинителство и понатака, особено во овој предизборен период, ќе инсистира на отварање на некакви квази правни случаи.
како што беше овој случај последниот тортура, случај кој по мое мислење уште не покренат, специјалното јавно обвинителство ќе го затвори поради практично неговата правна неиздржаност, но и крајна исполитизираност. Зошто? Затоа што случајот тортура е заснован на класични политички информации во кои не верува дури и самиот Љубе Бошковски, неговиот адвокат, како најзасегнати лица во постапката, бидејќи токму тие двајцата се имаат подпишано на официјален записник, кој што е фактички правен доказ, официјален записник за задржување на лице, каде што тврдат тие двајцата дека немаат никакви забелешки во однос на начинот на приведувањето на Љубе Бошковски, дека кај него нема видливи повреди на телото и дека нема потреба од повикување на лекар со цел нели интервенција во однос на повредите. Значи, кратко и јасно, правни факти и докази засновани на правото, врз кои специјалкиве сакаат да го засноваат и туркаат во постапка случајот тортура, нема. Она што постои во случајов е големата и очигледна желба за создавање политички сензационализам во јавноста, а се со цел дискредитација на лицето кое што е прво обвинето, односно на господинот Сашо Мијалков, се со цел негова дискредитација во политиката и воопшто во натамошниот политички живот. Во недостаток на правни факти и правни докази, специјалкиве во понеделникот, вчера, на широко и на големо не убедуваа дека за нив бил спорен начинот на спроведување на приведувањето. Значи, не е спорно делото, не е спорна постапката, судската постапка, туку било спорен начинот на спроведување на самото приведување. И повторно ќе кажам, ако е спорен начинот, тогаш како може на официјален записник двете лица кои што се најзасегнати да немаат никаква забелешка, а специјалните обвинителки да најдат некаква забелешка во начинот на спроведување на приведувањето. Сега, ова многу ми личи, ако се сеќавате, минатата година Социјалдемократскиот сојуз, кога ги пушташе бомбите во етер или во јавност, и кога не убедуваше дека материјална без формална законитост е можна. Тогаш јас во истава емисија Поинта велев дека е едноставно невозможно да зборуваме за материјална без формална законитост, односно за поведување, односно за разгледување на содржината на бомбите, без притоа да се цени начинот како се тие прибавени, дека се работи за незаконско прислушувани материјали. И сега повторно не е спорно делото, туку е спорна формата. Имам чувство дека за една година по истиот овој СДСМовски принцип се сврти тркалото и сега нив им удри по глава она што тие пред една година тврдеа дека материјална без формална законитост е можна. Сега тие исто така материјалното него спорат, го ја спорат формата, односно го спорат начинот на спроведувањето на приведувањето на лицето, што значи повторно имаме СДСМовски принцип кој што е примене, да кажеме, за разлика од отприлика една година, на истата работа се сопнуваме, односно истиот куршум го употребуваат, нормално во куршум во наводници. Сега да видиме, кога веќе сакаат со истите тие куршуми во наводници да играат, тогаш да видиме малку и за тој спорен начин. Јас би сакала да упатам едно прашање до овие учени специјалки. Дали им е познато каков е начинот на постапување, например, на германската, италијанската, руската, ако сакаат и американската полиција, во случај кога овие полиции имаат добиено налог за приведување нивен државјанин, за кои јавното обвинителство и полицијата имаат прибавено цврсти докази дека за пари што потоа ќе ги користи за изборни цели, државјанинот влегува во преговори со странски државјани за промена на името на државата Германија, Италија, Русија, Соединените американски држави, секако за промена на идентитетот на нивните нации. Дали нашиве специјалки навистина не виделе
како се одвиваат полициските приведувања на лица во овие, но и во некои други демократски и европски држави, каде што исто така важи Европската конвенција за човекови права и каде што истата се применува, кога за такви лица полицијата во соодветство со јавното обвинителство има собрано непобитни докази дека некое лице презема криминални активности против државата, односно против нацијата. Со прашањето секако ќе одиме по малата пауза за реклами, а вие останете со мене и со емисијата Поента. Продолжуваме натаму, значи последното прашање кое што фактички им го поставив на специјалните обвинителки е дали воопшто виделе како постапува полицијата во соодветство со јавното обвинителство во други земји, посебно кога полицијата и јавното обвинителство имаат собрано непобитни докази дека некое лице презема активности, криминални активности насочени против државата. И навистина би било жално ако не виделе, односно се избрани за специјални јавни обвинителки без да видат како тоа го прават нивните колеги и полициски органи во другите демократски и европски држави, каде што исто така се применува Европската конвенција за заштита на човековите права. И навистина би било жално ако целата нивна експертиза во наводници се заснова на некое претходно добиено или нарачано теоретско прераскажување на Европската конвенција и на македонскиот устав, без за тоа специјалното обвинителство да има конкретни практични искуства и сознанија од поискусните и повлијателните нивни колеги. Наместо да бидат преокупирани околу сензационалноста на самите називи на случаите, те Титаник, те Тортура, кои што јас сметам дека и онака се промашени од самиот старт, добро и упатно би било енергијата на специјалното јавно обвинителство да биде насочена во соработка со колегите од регионот, но и пошироко, за потемелно запознавање со кривично-процесната материја и секако со правата на граѓаните при приведување, кога се фатени на дело како работат против интересите на сопствената држава. Веројатно, после неколку средби со европските професионалци од оваа материја, а согласно Европската конвенција, работите околу начинот и околу содржината на случаите, мислам дека ќе им станат појасни. Ова ќе биде не само добро искуство за нив самите, туку ќе биде искуство за нас, граѓаните, кои едноставно ќе бидеме ослободени од оваа така наречена тортура на умот, што ни ја приредуваат речиси секој ден специјалните јавни обвинители, што видливо, што невидливо. Затоа што видливото е преку пресконференции, меѓутоа невидливото е преку разни форми на информации кои што пристигнуваат до нас, граѓаните, и едноставно ни прават тортура на умот. И сега, бидејќи се решени се до избори, а веројатно и потоа, да го тормозат македонскиот граѓанин со вакви сензационалистички политички барања за поведување политички истражни действија, и бидејќи најголемиот адут во тие сеанси ќе биде очигледно добро навежбаниот и подготвен драмски настап, како и драматичен вокабулар, како што реков, кој што има за цел да го стресе, психолошки да влијае врз македонскиот граѓанин. Мислам дека е добро и упатно е да се советуваат специјалниве обвинителки, акцентот во подготовката на драмата да го стават на тоа како да се намали штетата што ќе ја направат при нашата тортура на мозокот, нели, при тортурата на нашиот мозок. Бидејќи тој damage management, односно менаџирање на ваквиот вид на штета, е добра практика на која можат со неколку курса да ги научат нивните ментори во позадина како тоа се прави, и секако во интерес на зачувување на менталното здравје на македонскиот граѓанин, кој доколку со вака засилена фреквенција на тортура во следниот период ни се врши, навистина можеме на крај да останеме без ум, ако тоа не е и крајната цел. Со оглед дека правната аргументација на случаите всушност најслабата страна или најслабата алатка во овој специјално јавно обвинителски процес, а политичко заснованите факти најдоброто нешто што во целата навежбана стратегија може да се забележи. Може би било добро
да им се даде совет на специјалните обвинителки, конечно да се зафатат со вистинската цел заради која што тие се формирани и заради која што тие постојат како орган кој живее и работи од нашите народни пари, од нашите граѓански пари. Оттаму, мислам дека е добро специјалното јавно обвинителство да почне да се фокусира на прашањата кои што македонските граѓани ги упатуваат до нив, како за старт, да ни објаснат каде се половина милион прислушувани разговори кои што не постојат во нивната евиденција, односно не се заведени во нивниот записник, а за кои што лидерот на СДСМ Зоран Заев ја убедуваше јавноста дека постојат. Значи, во интервју за Сител, Заев рече дека постојат 1.050.000 прислушувани разговори, а од вчерашната пресконференција дознавме дека во специјалното јавно обвинителство се запишани нешто повеќе од 540.000 записи. Се поставува прашање каде се останатите и која зборува вистината, односно каде можеме ние да ја најдеме вистината во целава оваа приказна. И оттаму мислам дека е дојдено време да ни објаснат специјалниве обвинителки каде ние да го бараме почетокот, а каде крајот на ушите, главите, рацете на сите инволвирани лица во ова сценарио за големо демонтирање на државата на 1.050.000 делчиња. Наместо да ни држите пресконференциски предавања за меѓународни принципи и меѓународни начела на меѓународното право и правото за човекови слободи и права, не баре сте учеснички во никакви академски дебати, редно време е навистина да се фатите за вистинска работа, што ви е пропишана согласно вашиот закон. Оттаму, сите оние експерти што сте ги ангажирале за меѓународно право, да ги пофалите, добро завршена работа, добро срочен говор, бидејќи тој навистина е академски говор за меѓународно право, но, повторно ќе кажам, специјалното јавно обвинителство не е формирано за академски дебати и академски говори, туку е формирано да ни одговори на многу едноставни прашања, кои што се во негова надлежност. Каде исчезнаа половина милион незаконски прислушувани разговори? Во месеците кога вие составувавте записник, а вашиот налогодавац истакна една бројка, вистинска бројка во интервју на Сител. Понатака, сигурно дека треба да ни се одговори на прашањето дали и натаму ќе се оградувате од овие половина милион прислушувани разговори, глумејќи дека не сте од тука и дека едноставно не ве интересира тој податок кој што беше пласиран во јавноста. Дали имате сериозна намера да се занимавате и да ја решите на правен начин оваа најголема афера, најголем масовен скандал што се има појавено од осамостојувањето на Република Македонија како држава до денес. Понатака, македонските граѓани заслужуваат одговори на следниве прашања. Како вие во специјалното јавно обвинителство ќе постапите и дали воопшто планирате да преземете некакви превентивни или конкретни активности за справување со процесот на ова масовно протекување на интимни и приватни разговори на високи политички функционери во јавноста, а кои што се единствено насочени или имаат за цел политичка дискредитација, ако сакате политичко уништување на голем дел од луѓето, како во нивната професионална, така и во нивниот приватен живот. Што планирате да преземете како конкретни активности во врска со секојдневните, би рекла, појавување на YouTube на незаконски прислушуваните разговори, кои длабоко задираат во интимните аспекти на приватниот и на семејниот, но и на личниот живот на граѓаните? И нормално, одговор на прашањето дали имате намера решително да се справувате со предизвиците кои што ви се пред вас, кои што ви се ставени пред вас и да едноставно ги решавате работите на начин на кој што треба да ги реши секој професионален и одговорен
субјект, или вашиот план е да се криете зад извештајот на Венецијанската комисија, како што тоа го направивте во понеделникот. Исто така, граѓаните имаат право да знаат дали специјалното јавно обвинителство има план како ќе постапува и што конкретно ќе преземе со се поевидентната масовна злоупотреба на прислушуваните материјали. Значи, не е само работата што тие се пуштани преку YouTube, туку што тие се злоупотребуваат за постигнување на материјални цели. Луѓе се оценуваат за давање на конкретни материјални средства, односно за пари, дека конкретно уцена, значи дај ми пари, јас ќе ти ги дадам прислушуваните материјали, и дали тоа воопшто е добра стратегија, нели, затоа што од кај да знае било кој што е оценуван дека само тој е изворот на прислушуваните материјали, дека нема други копирани такви материјали. И евентуално дали воопшто размислувале во специјалното јавно обвинителство што се последиците од таквата масовна злоупотреба, бидејќи последиците допрва доаѓаат. Затоа што тие луѓе кои што се засегнати, верувајте дека нема да останат со рацете во джеп. Тие луѓе сериозно ќе си ја бараат правдата, ако не може преку институциите на системот, очигледно дека ќе биде работата и надвор од институциите на системот. Овде правиме мала пауза за реклами, имаме еден музички блок и останете нормално со поента. Продолжуваме со прашањата кои што ги упатуваме до специјалното јавно обвинителство, кои што не се само мои прашања, туку верувајте, се прашања на многу граѓани кои секојдневно ги среќавам и кои постојано се замислени, едноставно се разочарани од она што го слушаат на пресконференциите на специјалното јавно обвинителство, дека едноставно не се занимава овој орган со она што му е примарна надлежност и утврдена во закон, туку се занимава со некои периферни и апсолутно во моментов неважни работи, кои што најчесто се поврзани со некакви прехлански снегови. Едно од клучните прашања кои што го поставуваат македонските граѓани е дали специјалното јавно обвинителство е свесно дека тие се избрани да ги заштитуваат македонските граѓани од сите овие незаконски дејствија кои што очигледно се масовни, нели, незаконски дејствија на прислушување на телефонски разговори, кои што се направени од конкретни лица и во кој што во голем дел специјалното јавно обвинителство и ги знае, и конкретно по име и по презиме. Но она што не знае како да започне процесот на гонење на сторителите на тие незаконски дејствија. И токму тука лежи најголемиот проблем, што органот кој што е задолжен да ги гони сторителите на тие незаконски дејствија не презема ништо во таа насока, туку најчесто се извлекува преку онаа формула префрлија грижата на другиот, па така на вчерашната пресконференција гледаме дека фактички го заобиколуваат она што представува главна надлежност и главно овластување на специјалното јавно обвинителство утврдено со закон, па велат дека ќе се постапува во секој конкретен случај доколку има кривична пријава, без при тоа да се стави фокусот на вниманието од нивна страна дека тие се всушност обвинители кои што можат да гонат вакви незаконски дејствија по службена должност. И тоа има утврдено и во законот кој што им го донесоа специјално за нив, а каде што е прецизирано како, на кој начин по службена должност тоа треба да го прават, а не го прават. Исто така граѓаните се заинтересирани дали специјалното обвинителство ќе покрене решителна акција за гонење на овие прислушкувачи, односно за гонење на овие сторители на незаконски дејствија, или можеби нивната намера е обратна, едноставно да ги ослободуваат од прогон и од обвиненија лица за кои што има непобитни докази дека извршиле велепредавство на државата и дека за пари и своји материјални политички користи, главно лукративни цели, имаат намера и вршат продажба на овие материјали со цел, како што кажав, добивање на такви материјални и други видови користи. И на крај, нормално, прашањето кое што се упатува до специјалното јавно обвинителство е дали професионално и стручно
ќе се занимаваат со сите случаи кои што им се очигледно секој ден им се зголемуваат, каде што постојат евидентни докази дека има сторено криминал, односно има сторено незаконско действие. Значи не се работи овде за 80% на покриеност на истражните постапки, туку 100% на покриеност на обвинението, или понатака овој орган ќе раскажува лекции за принципи и правила смислени за правење смут и каша во целата оваа постапка. Наместо да ловите вештерки со тортури и со титаници, идејата и советот од македонските граѓани е да се фатите со вашата работа, здраво и совесно и професионално, и да откриете кој незаконски прислушувал, зошто незаконски прислушувал и која е цената што треба да ја платиме сите ние со овој невиден и нечуен скандал на земјината топка, бидејќи буквално вакви скандали од ваков масовен вид не постои во ниту една држава која што се третира како демократска и како европска. Некои лица едноставно ќе мора да одговараат за целата оваа незаконитост и за целото ова вршење на незаконски действија во системот, и секако едноставно органот специјално јавно обвинителство ќе мора да одговори на своите законски утврдени надлежности и едноставно ќе мора да го насочи целото внимание на таа незаконска, на таа главна надлежност која што му е дадена со законот, бидејќи ако не го почитува законот каде што му се утврдени неговите надлежности, тогаш нормално работата ќе биде поврзана и со одговорност на овие лица, односно со одговорност на овој орган согласно одредбите од кривичниот законник. Толку за специјалното јавно обвинителство. Следната тема која што сакам да ја отворам денеска е поврзана со тоа како други европски држави или конкретно како Русија ги решава правните проблеми на начин поврзан начин со спроведувањето на дело на пресудите на Европскиот суд за човекови права и како постапува Рускиот уставен суд во однос на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Зошто го акцентирам руското искуство? Едноставно сакам да ги презентирам нивните видување и нивните искуства од проста причина што Рускиот уставен суд ми е некако најинтересен кога се работи за заштита на интересите на руската држава, односно Руската Федерација, и како тие фактички си го почитуваат начелото на супрематија на правото, односно почитување на хиерархијата на правните акти во земјата, она што ние на пример многу малку го правиме или голем дел од државните органи не го почитуваат како принцип. Најнапред би сакала да дадам една хронологија на правните настани врзани со позицијата на Рускиот уставен суд во однос на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Имено во 2003 година Рускиот врховен суд донесе мислење, општо генерално мислење, дека меѓународното право има приоритет над законите на Руската Федерација, но не и над Рускиот устав. Значи меѓународното право нема приоритет над Рускиот устав, освен ако станува збор за општо прифатените принципи на меѓународното право, чија што повреда не е дозволена. Сега, Врховниот суд на Руската Федерација на посебен пленум донесе одлука на 10 октомври 2003 година, постапувајќи по барањето на основните судови на Русија за универзално признатите принципи и норми на меѓународното право и меѓународните договори што ги имаат склучено, односно ратификувано органите на Руската Федерација, во која одлука го констатираше ова национално правило. Значи, националното правило значи дека, односно се однесува на тоа дека меѓународното право не може да има приоритет во однос на Рускиот устав, освен ако се работи за принципи, општо прифатени принципи на меѓународното право. Согласно ова правило, Руската Федерална дума подготви предлог закон за давање надлежност на Уставниот суд да утврди во последна инстанца
дали забелешките и сознанијата на меѓународните тела и органи за заштита на човековите слободи и права, вклучително и оние на Европскиот суд за човекови права, треба да бидат имплементирани или не. Станува збор, значи, за подготвени амандмани на Рускиот закон за Уставниот суд од 1994 година, од страна на Уставниот суд на Руската Федерација, кои беа усвоени од Државната дума дури на 4 декември 2015 година, ратификувани од Сојузниот совет на 9 декември 2015 година. Значи, им требало малтене 20 години на русите да сватат дека Уставниот суд на Руската Федерација треба да ја цени уставноста на сите акти, вклучително и на меѓународните договори, и едноставно да се произнесе за сите пресуди во однос на сите меѓународни органи и тела, судски меѓународни органи и тела, дали ќе бидат применливи во нивната земја или не, односно дали истите се во согласно со Рускиот устав или не. Интересно е што овие амандмани беа подпишани од страна председателот на Руската Федерација Владимир Путин на 14 декември и тие стапија на сила на 15 декември 2015 година. И сега, главниот акцент на овие правила е што, да кажеме, во Венецијанската комисија предизвика голем интерес. Имаше многу представници од руските официјални органи кои дојдоа да си ја бранат својата автономија, но и својата супрематија на правните акти во рамките на Руската Федерација, се со цел нормално правна заштита на интересите на нивната држава. Со другите детали поврзани со Рускиот закон за Уставниот суд, по кратката пауза за реклами. Останете со емисијата Поинта уште последни 10 минути од сега. Дозволете да ви прочитам неколку одредби од Уставот на Руската Федерација кои се однесуваат на оваа проблематика. Првиот член 15.4 вели: универзално признаените принципи и норми на меѓународното право, како и меѓународните договори на Руската Федерација, треба да се сметаат за интегрален дел од незиниот правен систем, и тука е све чисто. Ако меѓународниот договор кој го склучила Руската Федерација воспоставува правила кои се разликуваат од оние утврдени во закон, тогаш правилата на меѓународниот договор треба да бидат применети. Член 17 од Уставот на Руската Федерација вели: основните права и слободи кои се во согласност со општо прифатените принципи и норми на меѓународното право се признати и гарантирани во Руската Федерација и согласно Уставот на Руската Федерација. Потоа се вели: Руската Федерација може да учествува во меѓудржавни асоциации и ним да им пренесе дел од своите надлежности и права во согласно со меѓународните договори, ако со тоа не се ограничуваат човековите или граѓанските слободи и права, или ако со тоа не се повредуваат основите на уставниот систем на Руската Федерација. Во член 125 од Уставот на Руската Федерација се вели: Рускиот уставен суд може да ја оценува уставноста на меѓународните договори и спогодби на Руската Федерација кои што се уште не се влезени во сила. Ова беше потврдено и со одлука на Рускиот уставен суд во 2015 година, во која според правната позиција на судот, оценката на уставноста на федерален закон за ратификација на меѓународен договор, вклучително и оценката на уставноста на постапката за негово усвојување како генерално правило, може да биде покренато на разгледување само пред да стапи на сила меѓународниот договор, што најчесто не коинцидира со моментот на завршување на процесот на усвојување на релевантниот федерален закон за ратификација на меѓународниот договор. Во спротивно, тоа не само што би било спротивно и контрадикторно со универзално признаетиот принцип на меѓународното право, пакта сунт серванда, што ќе го доведе во прашање спроведувањето на обврските на Руската Федерација, доброволни преземани со меѓународното право или конкретно со Виенската конвенција за договорно право, туку едновремено ќе се смета и како повреда на Уставот на Руската Федерација, посебно во точка 125 став Д алинеја 2. Сега, Федералниот закон за Уставниот суд на Руската Федерација има имплементирано право на Рускиот уставен суд да одлучува за усогласеноста на Рускиот устав со меѓународните договори што се уште не се стапени на сила. Само за подсетување, нашиот уставен суд нема ваква надлежност, ниту пак воопшто некогаш се одлучувало или се размислувало за воведување на ваква надлежност, што мислам дека е голема грешка. Инаку,
by the way, Русија има ратификувано Европската конвенција за човекови права во 1998 година. Од тогаш Европската конвенција за човекови права е интегрален дел на рускиот правен систем и е признаена како дел од правниот систем во Уставот на Руската Федерација, при што конвенцијата има доминантност во однос на руското законодавство. Но, според Рускиот уставен суд, согласно неговата последна одлука од 14 јули 2015 година, се вели дека во согласно со член 46 од Европската конвенција, Руската Федерација посебно, како што е наведено во член 1 од Федералниот закон, ја признава оваа конвенција и без посебен договор надлежноста на Европскиот суд за човекови права како задолжителна за прашање поврзани со толкувањето и примената на Европската конвенција за човекови права и на протоколите во случаите на можна повреда на одредбите на овие договорни акти од страна на Руската Федерација, посебно кога повредата е направена по стапување на сила на конвенцијата. Сега, овој дел е многу важен, затоа како одлучил Рускиот уставен суд во однос на доминантноста на уставот визави останатите меѓународни акти. Се вели во одлуката, Рускиот уставен суд споменува дека во согласно со член 32 од Федералниот закон, кој што е донесен во 95 година, во делот за меѓународните договори на Руската Федерација, значи станува збор за федерален закон донесен на 30 март 98, посветен на ратификација на Конвенцијата за заштита на човековите слободи и фундаментални права, како и на протоколите, председателот и владата на Руската Федерација имаат преземено мерки за обезбедување на целосно исполнување на обврските од меѓународните договори на Руската Федерација. Федералните тела и федералните органи, во чија што надлежност влегуваат прашањата регулирани во меѓународните договори на Руската Федерација, треба да го обезбедат остварувањето на обврските од руска страна, а преземени со склучувањето на меѓународните договори како извршување на тие обврски. Амандманите што беа усвоени во декември месец 2015 година на Федералниот закон за уставен суд донесен 94 година, ја следеа одлуката на Уставниот суд од 14 јули 2015 година. Оваа одлука беше донесена како одговор на барањето на една група депутати во Државната дума или Долниот дом на парламентот во однос на примената на одлуките на Европскиот суд за човекови права во Русија. Овој случај е значаен, бидејќи големото мнозинство, односно речиси сите судии, сметале дека одредбите од Законот за Уставниот суд се извлечени директно од одлуката на Уставниот суд, па оттаму се смета дека е важно да се има предвид оваа одлука, со оглед дека обезбедува насока за тоа како Уставниот суд на Русија може да ги толкува амандманите на законот од декември месец 2015 година. Уставниот суд стави јасно до знаење дека Рускиот устав има приоритет над обврските што Руската Федерација ги има преземено кон надвор, вклучително и кон одлуките на Европскиот суд за човекови права, што се спротивни на Рускиот устав, па отома тие не може да бидат применливи во Русија. Ова е неколку пати повторено во самата одлука. Уставниот суд на Русија смета дека во контекст на одредбите на Виенската конвенција за договорно право, одлуките донесени од надлежен интердржавен или меѓудржавен орган, вклучително и одлуките на Европскиот суд за човекови права, не ке може да бидат извршени во Руската Федерација заедно со мерките од индивидуален и генерален карактер вклучени во нив, ако толкувањето и примената на нормите од меѓународниот договор на кој е заснована одлуката ги повредува одредбите од Уставот на Руската Федерација. На иста линија е делот на одлуката на Уставниот суд во која се вели дека Руската Федерација е задолжена да ги применува меѓународните договори што стапиле на сила, како на пример Европската конвенција за човекови права. Но Руската Федерација од друга страна е должна да обезбеди супрематија на Уставот во рамките на својот правен систем, што ја обврзува да го примени овој принцип и во случај на какви било судири на овој план, а посебно во смисла на судир меѓу Уставот од една страна и Европската конвенција за човекови права од друга страна, во однос на основните вредности за заштита на човековите и граѓанските слободи и права, да му се даде предност, односно предимство на Уставот на Руската Федерација. Отаму се извлекува и заклучокот дека не се следат одлуките на Европскиот суд за човекови права во сите случаи, посебно во случај кога е оценето дека тие и нивното извршување ќе значат директна спротивност со уставните вредности пропишани во Уставот.
Заклучокот кој што се изведува од оваа состојба е поврзан со читањето на Уставниот суд на самата хиерархија на нормите во рускиот правен систем, кој го поставува Уставот на врвот на таа хиерархија. Иако Русија може да ратификува меѓународни договори, ниту тие, ниту одлуките на меѓународните тела, посебно Европскиот суд за човекови права, не може да ја модифицираат хиерархијата која што е утврдена во Уставот на Русија, како што е поставен во правниот систем. Без разлика што Русија ги ратификува меѓународните договори, тие, како и одлуките донесени од меѓународните тела, не може да ја изменат оваа хиерархија на Уставот како доминантен акт во системот. Драги мои, така се брани правен систем на една земја, и така се почитува Устав на една земја. Така се почитуваат актите кои што се донесени од националните органи и тела. Со ова морам да завршам, затоа што веќе од режијата ми даваат сигнал. Останува време да кажам дека емисијата Поента се емитува во Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска беше уредник и водител на емисијата Поента. Денес е 29 март 2016 година. Се слушаме во истото време, само наредниот вторник со нови теми и секако нови прашања кои што ќе бидат интересни за разгледување. Имајте убав ден и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.